Почитувани гледачи, добре дојдовте во едно посебно издание на нашиот и ваш подкаст Ваш педијатар, во кој денеска ќе разговараме за една од најпредизвикувачките ретки болести – цистичната фиброза. Оваа болест, која ги напаѓа белите дробови и дигестивниот систем, е многу повеќе од само медицинска состојба. Таа е борба која секојдневно ги тестира границите на издржливост, упорност и посветеност на оние што живеат со неа, но и на сите оние што се нивна најблиска поддршка. Цистичната фиброза не е само физички предизвик. Таа е целоживотно патување испреплетено со многу емоции, кои ги обединува семејствата и ги принудува да се соочат со тешкоти за кои можеби никогаш не биле подготвени. Секој здив за овие пациенти вреди повеќе од злато. Секој ден е битка за подобар живот, а секоја победа, без оглед колку е мала, е причина за славење. Во денешниот подкаст ќе навлеземе подлабоко во светот на цистичната фиброза. Ќе зборуваме за незината зачестеност, симптомите, диагностиката и современите третмани кои значително го подобруваат квалитетот на живот на пациентите. Со напредокот на медицината многу од нив доживуваат возрастна доба, а тоа ја прави оваа болест подеднакво важна и за децата и за возрастните. Ке зборуваме и за важноста на генетското советување, клучен аспект за семејствата со историја на цистична фиброза, како и важноста на раната диагноза и третман за подобрување на животниот стандард на пациентите. Чест ми е што денеска со нас ја имаме професорката доктор Татјана Јаковска, специјалист педијатар пулмоалерголог и председател на Педијатриското респираторно здружение. Заедно со неа ќе ги разгледаме сите аспекти на оваа болест, вклучително и најновите терапии и третмани, како и предизвиците со кои се соочуваат пациентите во нивниот секојдневен живот. При тоа, истакнувајќи ја и важноста на заедницата и медицинските професионалци во оваа борба. Драги наши, ве поканувам да останете на YouTube каналот на Педијатар МК и да го проследите нашиот нов подкаст посветен на пациентите со цистична фиброза, до кој упатуваме специјална порака. Не сте сами. Тука сме да ве поддржиме и заедно да се бориме за подобро утре. Почнуваме веднаш по джинглот. Професорке, добре дојдовте во студиото на Ваш педијатар. Ви благодарам, знам колку сте зафатени, навистина ви благодарам што одвоивте време да говориме за цистичната фиброза и за сите предизвици кои ги носи болеста. Прв пат сте овде, па би сакала да ве прашам како се чувствувате. Дали ви е пријатно во ова наше студио? Добро вечер, благодарам на поканата, прекрасно се чувствувам со вакви водители, нели секогаш е драго, а и темата е многу интересна. И да речеме, стварно треба да се имаме едно поголема грижа и посветеност на таа тема. Се надевам дека ќе имаме еден убав подкаст, односно сигурна сум во тоа. Да, секако. Постојана борба за здив, чести инфекции, замор и исцрпеност. Цистичната фиброза не е само физичка борба, туку и емотивно патување кое бара голема поддршка од семејството, пријателите и здравствените работници. Болеста е наследна, а примерно ги зафаќа белите дробови и дигестивниот систем. Цистичната фиброза спаѓа во ретките болести, меѓутоа, колкава е всушност незината зачестеност и кои се главните симптоми? Па видете, цистична фиброза е автосомно рецесивна болест. Што значи тоа? Тоа значи дека двајцата родители имаат по еден ген. Тие се носители, ние ги викаме, и тие се здрави. Значи, носителите за цистична фиброза се здрави луѓе, немаат никакви симптоми. Може, нели, во тоа спојување да има и здрави деца, може да имаат и деца кои што ќе бидат носители, но може, нели, да имаат и дете кои што ќе ги има двете мутации и тогаш ќе речеме дека е детето болно од цистична фиброза. Самата болест е многу комплексна и клиничката слика е многу шарено лика. Така да во претходното време, се додека немаше неонатален скрининг, па и сега со скринингот имаме пропусти, значи може да се пропушти.
Сме имале, сме диагностицирале пациенти на 40 години, сега на 36, на 16, на 7, на 6. Значи, во зависност од тежината на симптомите и нели сепак некој доктор кој што го разбира самиот процес и клиничка слика, нели комплексот, потребно е да се препознае болеста. И тогаш веќе почнуваат тие испитувања. Некогаш и самите пациенти, кога имаат, самите родители на децата, може да ги препознаат симптомите и барајќи на интернет, сега нели веќе сите сме на интернет, може да се посомневаат, па доаѓаат веќе баш да се проверат. Со сомнение. Стручно мислење да добијат. бараат стручно мислење. Болеста е навистина комплексна, може да се јави уште во неонаталната возраст. Имаме клинички знаци во зависност и од возраста. Имаме, значи, веднаш при раѓањето може да имаме меконијален илеус, се вика тоа. Значи, илеус, знаете, тоа е стоп во цревата од мекониумот, оно што е, нели, самата таа црна столица која што кај сите бебиња има и таа излегува, нели, очекуваме, да, првата столица, очекуваме да излезе. Меѓутоа, кај овие дечиња, пошто е многу густа, практички што се случува со болеста? Што е болеста? Суштината на болеста? Суштината на болеста е концентрирани секрети. Зошто? Затоа што болеста е практички проблем во транспортот на хлор и јони, на хлорните јони со натриум и со калиум. Односно, тоа се вика солен бакнеж, болест на солен бакнеж. Порано родителите кои ќе ги бакнувале своите дечиња, има сол. Ние сме имали пациент кој што има вака како сол на челото и бело, значи сол. И веќе самата кажува нешто се случува, да. Така да суштината на болеста е сите секрети, нели сите сме учеле биологија, без обзир нели кој што учел, сите имаат, сите клетки за да се движат имаат секрет, нели било каков интерцелуларна течност за да може све да се движи. Тука е проблемот кај нив. Практички проблемот е во згуснати секрети. И тие згуснати секрети го прават проблемот, затоа што нема движење. И тука имаме проблем. Значи, ќе има проблем со цревата, ќе има нели со панкреасот, ќе има со жолчката, ќе има со потните жлезди, ќе има со бели дробови, ќе има нели и со полните органи, ќе има со бубрези, ќе има со коски. Значи, таа е една мултисистемска болест. И сега во таа неонатална возраст, нели тој меконијален илеус се препознава веднаш и тој оди оперативно. Значи, тој не може да се разреши било како, така да тој оди оперативно и после веќе почнуваат огромни маки, затоа што тоа е, нели, има стома, па додека, нели, сето тоа се надмине, па таа стома да се затвори, па да почне да расте детето и така натаму, тоа е многу, да кажам, една тешка вака клиничка слика и тоа веднаш после раѓањето. Што се однесува до скринингот, ние во Македонија има скрининг од 2019 како редовен и тоа е национален скрининг, имаше 2018 едно 6 месеци пробен од неколку породилишта, меѓутоа 2019 веќе е во редовно, значи секој новороденче се боцка, како што се боцка за тироидниот хормон, нели дали има тиреоза, хипотиреоза, се испитува и за цистична фиброза. Меѓутоа тоа не е генско испитување, туку се испитува имунотрипсиноген. Што значи тоа? Тука имаме, ние ги викаме катофови. Значи, до кое ниво тој трипсиноген во столицата има некое ниво. И тоа се испитува во посебни лаборатории, нели, во каде што во лабораторијата каде што се испитува и тироидниот хормон, или тироксинот. Така да тука веќе има некој, ако е над катофот, веќе тие се викаат повторно и повторно се прави тој тест. Сега кај овие дечиња со меконијален илеус, тој може да биде нормален. Ни дава лажна слика. Така да тука веднаш треба да се земе на генетика и да се испрати во МАНУ. Ние сите, нели, генетиките ги испраќаме во МАНУ, кои што имаат големо искуство и тука веќе, значи, може да се дефинира. И вообичаено тие се и хомозиготи ги викаме ние, кога имаат иста мутација, односно делта F508. Таа е најчестата мутација. И ние спрема неа ги викаме хомозиготи, значи кога двата гена се идентичната мутација, или може да бидат хетерозиготи, каде што може да имат една делта F508, а другата да биде било која друга мутација. Инаку имат 2000 мутации, над 2000.
а кои што ние не можеме да ги Огромен испитаме, број, нити во навистина. светот може секоја да се испита. Постојат посебни лаборатории кога ние многу се сомневаме, не можеме да добиеме некој резултат, тогаш се договараме, имаме многу контакти со странци, или се трудиме да одиме, да комуницираме, да имаме една пофреквентна комуникација и ни помагаат нели од надвор експерти за да можеме тоа да го диагностицираме. Понатака кога ќе подпорасне, може да оди со пролонгирана жолтица, знаете, дечињева може да биде ништо, може да биде и лактациска, може да биде нели физиолошка жолтица, меѓутоа имаме исто знак на продолжена жолтица. Може да оди со стеаторија, ние викаме со масни столици. Дури може да даде и пролапс на ректумот, значи може и да излезе. Имаме родители кои што, например, дошле со тоа, сами виделе, видете докторке што се случува, моево дете предпоставуваме дека ја има таа болест. Значи сме имале секакви случаи. Може да оди со слабење, значи со губиток на албумини, со дехидратација. Ние имавме објавено една студија со дехидратации тешки, значи кои што ние сите дехидрираме и може нели да колабираме, меѓутоа се извонредно тешки дехидратации кои што, да кажеме, кога ги презентиравме на стручни состаноци, тоа беше една серија, беа зачудени од надвор, затоа што они веќе имаат подолго време скрининги, по 20 години, и они веќе ги заборавиле тие препознавање на такви состојби. Значи, пак скринингот е 90%, значи, да речам, ги покрива сите тие да ги откриеме. Ненапредување, значи доенчето не напредува. Меѓутоа и тие имаат еден специфичен изглед, значи порано се гледаат такви дечиња, тие се како кукли. Значи што значи тоа? Тие се како куклички, значи вакви буцкасти и белички и нели кога се обличени не се познава, си мислиш ле колку е сладко бебенце. Се штивкање со вравчиња, да. Тоа кога ќе се облечам бебето, значи се гледа сликата дека е слабо, друга. може да има утоци на долните екстремитети, значи на ноџињата, а ова е слабо, издехидрирано, значи имаме нели ние степени на дехидратација и бело, значи може да дојде и до сериозни анемии. Сме имале ние со анемија 50 хемоглобин, па веднаш трансфузија, албумини 8 во крвта, значи такви ниски албумини даваат такви утоци. Тоа се, да речам, онакви вон од белодробните инфекции. Имаме деца кои што нивната кашлица е специфична. Значи, сепак, некој што треба да работи подолго време со оваа болест, да ја препознава со тие родители, да го гледа. Значи, искуството се стекнува со гледање. Не може секој да ја препознае. Па не може, затоа што стварно се личи на нешто друго. Така. Се наликува на нешто и сега ние кои што долго време работиме, јас работам од 96-та година со овие пациенти, како специјалист, да кажам, а пред тоа со професор Гордова ги гледавме од 90-та година, значи тоа се навистина еден така голем 30 на години се во прашање, богато искуство, да. Така да, сето тоа ние само што ќе го видиме и сестрите кои што работат толку време, оние само докторке ова веднаш знаат. Да, значи искуството е многу важно, да ги имаш почесто да ги гледаш, постојано да ги гледаш. Самата кашлица е специфична. Една баш е така, како мислам баш треба така како надразвителна, како сува. И тука веќе треба да се посомнева, па нели имаме сега испитувања, сега гледате се алергиите се во подем. Сега се многу интересни алергиите. Таа кашлица може да наликува и на некоја алергија. Сега посебно како се зачестија и голем е процентот на алергии, поготово нели со загадување во и така натаму, така да може да се пропушти. Ако нема скрининг, нели, зборувам за сега некако е по, да речеме, се ослонуваме дека имаме таква диагностичка метода од новороденче, па може и да се пропушти, али има пропуштени деца. Кашлицата е специфична, прават респираторни инфекции и тука веќе, нели, на рентген се прави, се гледаат промените какви се направат повеќе испитувања. Вие знаете за сите нели дечиња со респираторни инфекции што све се прави, кај нив се прави, меѓутоа
во диагностичките методи секогаш викаме потен тест. Што значи потен тест? Тој не е важен. Тоа е едно апаратче што е како саатче. Се става саатчето, мислам претходно се припрема тоа со електроди, со така и се става едно саатче каде што се колектира потта. Значи со тие електроди се стимулира или како течењето на тие иони и се колектира и после се вади. Толку е, значи не е ништо, се е безопасно, Колку долго тоа апаратче треба го носите? 30 минути. 30 минути. Од 20 до 30 минути треба да се наполни, тоа е вака како едно полжавче, треба да се наполни. Штом се наполни, веќе се вади и после тоа се има нели посебна процедура како се прави. Порано имаше друга метода, сега има друга метода, нели сега тоа да не замараме со методите, меѓутоа после си ода дома, не е нешто, мислам, безбедни се и тука веќе значи имаме резултати. Што ме покачено над одредено ниво, тука веќе имаме или е сигурно или имаме одредена вредност каде што ние мислиме веќе дај да одиме понатак. Се сумневате. Значи имаме сумнеш, да кажеме. Како растат децата, повеќе се со респираторни, да кажем. Може да имаат и течни столици, проливи, може да имаат и столица како пластелин. Значи многу е вака различно. Значи кога ќе ги прашаме како, може да има и обстипација, значи може да има и запек. Али таа што е како пластелин столица и многу смрдлива, значи се сите смрдат, нели, меѓутоа ова е баш изузетно смрдлива, веќе е еден голем знак дека треба да се направи потен тест. Се обрне поголемо внимание. Да, тоа е златен стандард. Значи потниот тест е златен стандард. Ние ги кога правиме скринингот, значи тие трипсиногени кои се покачени, кога ги викаме пациентите, се прави потен тест. Значи веднаш тука се прави потен тест и после тоа ако се сомневаме, одиме на генетика. Во МАНУ се праќа. Така да тој процес, да ви кажам, трае и е стрес за родителите, навистина. Тоа е малку, може да трае и месец и пол тоа, и тоа веќе за родителите има, нема, читат на интернет, сериозна болест, или порано беше летална болест, сега веќе не зборуваме за летална, сега зборуваме за потешка состојба, да кажеме. Значи веќе не е во тие категории, затоа што има многу терапии, многу веќе нови терапии, така да веќе го, фала Богу, го губиме тој ентитет и значи се оди многу кон квалитетот на живот, на подолготраен и поквалитетен живот. Колку лица со цистична фиброза во моментов има во Македонија? Дали имате такви податоци? Видете, има во Македонија има регистар на ретки болести. Во тој регистар на ретки болести се ставени и пациентите со цистична фиброза. Меѓутоа ние немаме, не се успеало да се направи национален регистар на пациенти со цистична фиброза. Што би значило, нели, национален во смисла, во самиот тој регистар да се поделени. Овие се пациенти со цистично, овие се, да речеме, со диабетли, овие со не знам што, значи сето тоа да биде некако селектирано. Сите овие пациенти се пријавени во тој регистар за ретки болести и сите имаат бројчиња, така се како под бројче ги пријавуваме со документација комплетно, нели, со генетика, со потни тестови, така натаму, си има тамо формулари, така да тука ги имаме. Значи во моментов се од прилика околу 160-165. Значи се зголемува секоја година бројката. Па видите, годишно околу 3-4 нови случаи се откриваат. Порано се открива со клиничка диагноза, значи во доеначка возраст најчесто, а сега со скринингот. Значи толку е од прилика новото, сега нели се продолжува животот. Фала Богу, немаме некои, значи, лоши исходи во последните години, така да се зголемува бројот, нели. Имаме околу 90-95 дечиња и околу 60-65 адулти. Што значи адулти? Значи над 18 години. Ние имаме пациенти кои што имате 45-6 години, кои што исто не се во лоша состојба, значи си имаат квалитетен живот, се оженил,
ожениле, омажиле, ајде да кажам, има дечиња. Ке ве прашаме за тоа, ми е особено интересно одат прашање. на работа, значи си живеат еден нормален живот, да речам, и така да функционира најреално. Да. Цистичната фиброза традиционално се смета за детска болест, бидејќи првите симптоми, како што и кажавте, обично се појавуваат во раното детство. Дијагнозата често се поставува пред или во текот на првите години од животот, првите неколку години. Меѓутоа, благодарение на напредокот на медицината и подобрените третмани, многу пациенти со цистична фиброза сега доживуваат возрастна доба, како што и самата кажавте, што прави болеста значајна не само за децата, туку и за возрастница. Напоменавте дел од предизвиците, меѓутоа со какви други предизвици се соочувате при незиното дијагностицирање и колку е важно раното откривање на болеста? Видете, раното откривање е многу важно, затоа и се воведе овој скрининг и рано започнување на терапијата. Значи, во однос на дијагнозата имаме многу работи кои што ги испитуваме, значи до, како што реков, за респираторни, нели, дали брисеви, искашлоци, дренажни секрети, нели, венска лабораторија, нели, комплетно, фекална еластаза воведовме како метода, значи тоа е ензим кој што се испитува во фецесот, нели, и гледа колку е функцијата на панкреасот добра или не е добра, нели, колку треба, пошто пијат панкреасни ензими, затоа што, нели, панкреасот, тој што е самиот дел што ги пушта овие ензимите, како што се амилаза, нели, липаза, протеаза, нели, што ги разградуваат јаглени хидрати, масти, протеини и така натаму, значи тие не излегуваат, значи од самиот панкреас, и затоа ние им даваме вештачки преку уста. Гледате, сега има некој проблем со креонот, па читате тие работи, тоа е тоа. Креонот се панкреасните ензими кои што и помагаат во варењето на храната. Доколку те се свари храната, таа оди како пролив, значи оди и не ја ресорбира, значи и он ќе слабе, може да дојде до анемија, може да дојде до хипопротеинемија, затоа што практички не ја ресорбира и многу се важни тие ензими и затоа, нели, се прави напор да, ете така, во светот е цел проблем со креонот, не е проблемот во Македонија. И ние просто одиме по тие состаноци, имаме комуникација со сите земји, да речам, и во Европа, на Балканот, секаде има дефицит, пошто има дефицит во таа активната субстанца, нешто од каде ја зимат, и сега еве се бара, нели, некој друга слична субстанца која што може да им помогне на луѓето кога имаат, нели, недостиг на панкреасни ензими. Имаме пациенти кои што се, ние ги викаме суфициентни, панкреасно суфициентни, зашто кои што не им требаат ензими. Значи кои што нормално функционираат. Значи има разни варијанти, подтипови, типови, така да многу треба искуство за да може човек да ги препознае. Не е ова една шема копи-пейст, па сега ќе ги лечиме сите исто. Значи многу е индивидуален пристапот. Персонализирано. Па сега е модерно се вика персонализирано, јас викам индивидуално, затоа што треба стварно да се направи проценка и таа е варијабилно, не е секогаш исто, затоа што тој што е панкреасно суфициентен еден период, може да дојде до инсуфициенција, значи да ги потроши тие ензими кои што ги има. Значи и тоа е менливо. После тоа во другиот дел на панкреасот, нели, одговорен за дијабетот, ти имаат и дијабет. Значи тука ние правиме скрининзи, над 10 години се прават тие ОГТ, нели, гликоза толеранс тест, оптеретување. Па тоа исто многу тешко, нели, еве и ние, нели, еве сега на трудниците им дават да пијат шеќер и тоа многу така е малку тешка анализа. Не е опасна, ама е многу напорна, како да кажам. Значи мора да се пие тој шеќерот што сме го матиме, па пиеме, па боцкаме, нели, за да откриеме. Па бараме друг начин, еве и во светот се бара, нели, поедноставен, пошто се работи за деца и за па и луѓе кои што многу се боцкани, многу се, нели, истравматизирани, да кажам, прво психички од самата дијагноза, а второ имаат многу терапии, значи ние веднаш ги ставаме на инхалаторни терапии, на физикални терапии, на еве креони, па витамините зашто се липосолубилни, например Адекс ние ги викаме, значи им фалат липосолубилни витамини А, Д, Е и К. И тоа го пијат, значи па треба хиперкалорична исхрана, па треба
сега имаат нели нови лекови, па и тие треба да ги пијат. И навистина целиот ден има цел ден се исполнет. оптеретени. Да, и тоа стварно е, веќе човек сам на себе да проба како тоа личи со тие инхалации, со сето тоа, навистина захтева голем дел од денот и така, нели си стресно е. И напорно и стресно. Напорно и стресно е, да. Така да, ние исто така сме во Европски регистар вклучени, каде што, да речеме, нашите пациенти може да бидат вклучени во тие студии што ги прават. Па се надеваме дека некогаш и нашите пациенти ќе влезат. Се ние сме дале можност, увид, да се надеваме дека може да влезат и така да имаат некој бенефит, посебно некои пациенти, да речеме, или луѓе кои што немаат мутации кои што каде што може да се употреби новиот лек, да кажам, нели тој што е во моментот нели Кавтрио и Калидеко, има Оркамби и така натаму, тие се тие модулатори што ги викаме CFTR модулатори. Што значат модулатори? Тоа се супстанции кои што влегуваат во клетката. Значи самата болест е во клетката. Зашто? Затоа што тука се имаме нели проток на натриум, хлор и сега кој лек кога го даваме може, значи да влегува во клетката и да потенцира, да се создаде тој протеин, CFTR протеин, да оди материјалот нагоре, да се отвори. Значи има околу 7 мутации различни. Дали да се, значи која промена како. И сега тоа се модулатори, се барат нели секогаш понови, повеќе за да има поголем успех во тоа. Има студии сега најново и за генска терапија. Значи тоа ги читаме, ние ги добиваме тие материјали, тоа е многу во зачеток. Мислам, уште е тоа не е на луѓе почнато, уште е во тој дел, меѓутоа се пробува. Затоа што кога е откриен генот, биле пресрекни. Леле, супер, го знаеме генот и сега ние ќе излечиме болеста, меѓутоа тоа е многу одамна, многу одамна. И ние се бориме, значи, затоа што јас навистина долго време работам и се обидуваме да нели се олесни тоа да се истражува и така натаму, меѓутоа се истражуваше со вектори, ние ги викаме, како со вирус да се убаци, тоа да почне, меѓутоа тоа не успеа. И сега најново е со наночестици, липозомални наночестици да се нели да се инхалираат или да се напие, се пробуваат како што и за да почне тоа да работи. Сега ама е многу кратко, пишува дека многу кратко е дејството, значи треба повеќе пати тоа да се прави. И сега уште се истражува и дај Боже нели сето тоа да се среди. Да. Така да во суштина ние имаме регистри, можеме, значи имаме податоци и се обидуваме нели некако тоа да го изменаџираме, па и можеби да се најде и некоја понова терапија и подобра терапија. Дај Боже, што се вели. Дај Боже, да. Од што зависи дали детето ќе наследи болест или пак ќе биде само носител без да развие симптоми? Може ли родителите да немаат никакви симптоми, а нивното дете да развие цистична фиброза? Па видете, секогаш они прашуваат како е моето дете болно. Значи, видете, ние не знаеме што носиме. Значи имам јас колеги кои што првото дете е добро, второто дете, третото доаѓа со цистична. Значи не значи дека првото ќе биде болно, па ние знаеме дека има цистична. Ние сме, значи секој што е носител, може и ние сме носители, затоа што честотата на носителство е во Македонија многу е зачестено. Значи има големи шанси. Да, има доста вака, значи зачестена носителство и спојката, нели тие се здрави, носителите се здрави, али спојката зависи, кој што реков, може да родат здраво дете, може да родат болно дете, може да родат носител. Сите тие се здрави, освен таа мутација, кога има двете мутации, тогаш е болно детето. И секогаш е тоа, па никогаш не сме имале во фамилија болест или така натаму. И сега, знаете, и тоа кога, еве како, нели, педијатар, сум работела со доенчиња, нели така, и секако, нели, секогаш првото прашање бе, не сме имале во фамилија. Прво, што е фамилија? Некои луѓе сваќаат дека фамилија се мајка, татко, брат, сестра. Значи, кога зборуваме фамилија, значи поширока фамилија. Значи, тука се братучеди, тетки, баби, на таткото,
братучеди, значи тоа се нели едни широки фамилии. Сега тука кога ќе почнете да испрашувате дали имале умрени деца, дали некој имал цироза на јетра, дали пошто и тоа се случува во оваа болест, значи јетрата страда. Дали има диабет, дали имале, знаеш, и сега тоа кога почнуваш па да, па имало умрени бебиња, нели во минатото зборам сега минатото, нели баби дидовци, дека од 10 бременности 3 биле умрени, пример. Таа не мора да се цистична, меѓутоа треба да се чепка. Тогаш причина Јас што умирале. на моите студенти, значи тоа секогаш им го кажувам. Значи анамнезата е најважна. Што е анамнеза? Значи да не кажат, да ги натераме. Историјата. И секогаш им викам, гледате доктор Хаус како прашува. Значи многу мора да се прашува. Да, мора многу да се прашува и не исти прашања, зашто знаете како луѓево си ги научиле прашањата и си ги местат така како Хаус што и дома треба. ги праќа малку да истражуваат докторите. Така, да. Се надевам вие не ги праќате. Абе, све праќам јас, све сакам да чепкам како, значи што повеќе податоци, права дијагноза. Затоа што многу важи, многу зависи како ќе ви кажат. Ако ви кажат нешто може да одат од друга страна и вас да ве однесат во друга дијагноза, зашто болестите се многу слични со симптоми. И сега се испреплетуваат и тука се губи време, не дека нема да се открие, меѓутоа не само цистична, било кои други болести, пошто има многу ретки болести, многу болести кои што ајде да не ги крстиме ретки, ама ете се хронични, многу, значи многу. И така да мора многу да се прашува. И прегледот, покојната професор Гордова викаше голо бебе, комплет да се соблече. Значи не прозорчиња да дигнам, нели, ајде диши, него цело голо, затоа што кога ќе го видите бебето, кога ќе го видите детево, поготово кога се помали, нели, ај се ако се големи не можеш, нели, малку е непријатно, а меѓутоа да видиш што се случува. Затоа што многу работи може да се видат, а може да се пропуштат ако не се видат. И она секогаш така викаше, јас и ги лижеше децата. Значи ние порано, јас кога бев на детска клиника, ги лижев бебињата. И она точно ги погаѓаше. На челото се лижнува. Јас сега им викам на мајките, ај лижнете си го детенцево и они се чудат и така мислам, ако самата се посомнева дека е солено, тогаш веќе нели уопште не се мислиме. Веднаш правиме тоа тест. Да. Па јас така, да. Некојаш ги лижев. Зависи сега како ќе добијам жилба. Па така. Значи дијагнозата може и да многу едноставна да е. Значи кога човек има искуство, може и само со еден солен бак нешто викаме работа треба да направи да дојде до да. Болест има прогресивен тек и ги погодува практично сите органи во телото и може да доведе до значително скратување на животниот век. За подсетување, првиот вистински опис на болеста всушност датира од 40-тите години на минатиот век, чинам 1938 година, кога американската докторка со данско потекло доктор Дороти Андерсон забележала дека доенчињата кои страдат од постојани инфекции на респираторниот тракт и хронична диареја имаат карактеристични промени во панкреасот, цистични проширувања и блокади на каналите, поради што болеста е наречена цистична фиброза. Колкав е напредокот во терапиите од моментот кога болеста првпат била опишана, па се до денеска? Знаете, во нашите предавања, нели, сите што има еден слайд кој што точно така ги опишува од кога е откриен, нели, хронолошки, што све се употребувало, како измислувале, нели, докторите и како тоа оди нагоре, нели, се зголемува животниот век. Многу тој слайд, значи нема доктор, мислам, што работи цистично, а што не го покажа. Така да има голем развиток во терапијата. Инаку самата болест, например, во Германија се вика муковисцидоза. Не се вика цистична фиброза. Затоа што е баш ради тие, нели, цисти, да речем, кои што се на панкреасот. И во бели дробови има цисти и така натаму. Развитокот е, значи, во однос на хепаталната лизија се употребуваат, нели, посебни препарати. Креониве, значи панкреасните ензими, секако се уште се употребуваат. Нема пронајдено нешто да речам, полесно, така да не пошто стварно пијат огромна доза. Значи тоа се пие по 12 апчиња на оброк, се пијат по 8, по 10, значи тоа не е едно апче креонче, него тоа се пие, значи они кога ќе земат на шак, вака пијат.
Значи тоа е стварно, мислам, многу е тешко. Многу е тешко. И понатака имаме инхалаторна терапија, значи сега веќе има инхалаторна. Порано имало само вентолин или салбутамол за обструкцијата, нели за респираторните, една физикална терапија у смисла да се човекаме ние ги тупкаат децата, нели, мислам со една перкусија, перкуторност. Меѓутоа сега има посебни апаратчиња кои што се употребуваат да се улесни секретот. Значи им се ствара секрет и останува внатре во белите дробови. И многу е важно да го извадат тој секрет. И затоа ние употребуваме инхалација, за да тоа малку се отворат тие дишни патишта, па да се искашла, па после инхалираат антибиотска терапија. За да не примаат, например, преку вена или преку уста, се обидуваме, нели, со инхалаторната, која што е многу ефикасна. Реално е ефикасна, ја држи, значи, инфекцијата под контрола. И сега имаме, нели, како тие инхалации, нели, се нови препарати, нови лекови, кои што сега, нели, најнова после почнаа и овие модулатори и, како што реков, сега веќе се истражува, уште повеќе, тој модулатор сега може се стават и 4, 5, се нови работи за да може нешто повеќе. Така да животниот век е продолжен. Веќе, значи, се во стабилни, во добра состојба со новава терапија, навистина не е повеќе летална болест, како што кажавте, тоа веќе готово. Веќе видете, јас пошто, значи, стварно одамна ви реков дека работам и сум доживеала во доеначка возраст. Значи, тоа се мислам стварно тешки со проблеми повраќања со тие дехидратации кои што респираторно не можеш да ги спасиш, значи тогаш умира и стварно во доеначка возраст, не сите, затоа што ги живи се голем дел од тие, нели, бебиња, доенчиња што сум ги гледала и во добра состојба се. Меѓутоа имаше тоа. Понатака имаше и поголеми дечиња кои што завршуваа летално. Така да, мислам, самата болест захтева една дисциплина, бара еден голем ангажман и нормално и финансиски. Тоа е многу оптеритува финансиски, затоа што државата се труди малте не се да покрие. Меѓутоа секогаш има нешто што мора да се или партиципира, или да се купи, нели, мислам, прво само што ќе им кажете, имате хиперкалорична исхрана, значи таа кошта. Значи тоа не може државата, нели, да треба сами родителите да го купат. После имате посебен инхалатор. Не може инхалаторчиња како што сите фамилии, значи тука имаме инхалатор посебен. Инаку комплетната терапија сепак држава навистина ја обезбедува. Па дури оваа новата модулаторна терапија, веќе сега сите последните завршија, ја започнаа да речам. Што е навистина скапа. Што е навистина скапа, меѓутоа е навистина и помага. И ефикасна е сега, значи кога се правеше протоколот, кога го правевме, да речеме, јас не учествував, тоа е една цела група, да речеме, на сето, значи стартно, значи како за првата година беше од 12 години, инаку таа е регистрирана од 6 години, беше лани, сега веќе се регистрира и од 2 години. Така да сега, мислам, треба да се размислува на тоа да се оди доколку има можност, значи да се таа терапија продолжи, за да немаат повеќе проблеми, да немаат промени, затоа што таа терапија практички нема да дозволи да имаат промени нити во бели дробови, нити да имаат диабет, нити да имаат проблеми со хипер, значи таа навистина е многу ефикасна терапија и би било добро да ја имаат, нели, сите пациенти. Во сите возрастни групи да биде, во сите возрастни групи, меѓутоа, нели, кои што исполнуваат генетскиот услов да имаат една делта F500. Така, веќе го објаснив за тоа. Сега имаме ние неколку, па и не се баш неколку, има 20 пациенти кои што ја немаат таа генетика и кои што, за жал, нели, се борат уште со тие, да речеме, обични терапии, кои што, нели, тие се скапи, се е скапо во оваа болест. Сите ретки болести се скапи. И тука стварно треба, мислам, така, доста голем ангажман од сите нас, мислам, како професионалци, меѓутоа секако и, нели, инвестиција од државата. Сепак, тие државата може да финансира, иначе
Значи многу се скапи за да Да може се некој обезбеди. самостојно тоа да го прави. Така да пошто толку долго време работам, сум доживеала многу лоши и тешки состојби. Ние се поврзуваме со родителите многу, ние сме им како да ви кажам, како тие ни се како малтени наши деца, ние како нивни мајки, не знам како веќе да кажам, меѓутоа И со години сте заедно, поминувате многу. сме фамилиаризирани, значи 24/7 сме ние достапни, затоа што се случува било што. Тоа може да е најобична настинка да е, меѓутоа знаете кога имате си ја знаете болест и знаете дека има нешто, па секогаш нели да си ја консултирам докторката, Дополнително не е сте проблем. внимателни, да. Па ете така, имам еден близок однос да кажам. Да. За жал, ова е болест за која што се уште не постои лек. Иако сите овие терапии, нели нови, помагаат квалитетот на живот да се зголеми и да се продолжи, меѓутоа сепак е нешто за кое не постои лек. На светско ниво, дали постојат некои не најави, како да кажам, испитувања, истражувања, има ли некој зародиш на можност за било што би се нарекло конечен лек? Па ви спомнав сега со тие наночистички липозомални, со као генетска пробна терапија, меѓутоа тоа е птене во зародиш. Инаку се што се употребува во светот има и во Македонија. Значи 90%, сега нели имаме варијации, може уште нешто плюс, меѓутоа навистина сметам дека голем дел, значи и нашите пациенти си ги имаат тука и стварно се грижиме за нив максимално колку што, значи за да биде Тоа е среќа во селата несреќа, како ви рекла. Да, имаат и доктори, имаат и се, мислам, и достапно. Сега нели, не можда некогаш има проблем, па некогаш нели како секогаш Така е. Нели некогаш нема некој лек, па ќе се донесе, па еве како сега баш со кревниве, меѓутоа тоа ќе се среди, ќе се регулира, некогаш треба малку трпение и така Време натаму. малку, да. И па да, затоа што не оди така брзо се што, знаеш, еве ми треба ова, па и дома, нели ми треба ова, ма не може одма, треба не би сакала, но не секогаш така е доставна, така е. Да. И така да убаво би било да се најде таа генетска терапија и да се тоа баш заврши таа болест, како да кажам. Дај Боже, пак ке кажам. Дај Боже, навистина е тешка болест. Професорка, ако не ве измочив доволно, еве ќе продолжиме понатаму. Ме интересира на прашање околу врската на витаминот Д, значи студиите кои ги испитуваат нивоата на витамин Д кај различни популации покажуваат врска помеѓу витаминот Д и подобрата функција на белите дробови. Како витаминот Д влие врз пациентите со цистична фиброза и дали има доволен број на докази за неговите ефекти врз имунолошката функција во однос на респираторното здравје? И па да, значи мојата, да речам, и магистериумот и докторатот ми се токму на ова потенцирани витаминот Д, коскено здравје и респираторно здравје кај пациенти со цистична фиброза и генетиката. Значи каква е поврзаноста? Секако добив многу добри резултати кои што, значи, со повисоки, не само јас, значи тоа е во светот дека високи дози на витамин Д го подобруваат респираторното здравје. И сега има тамо, мислам, и графици и сето тоа, мислам како тоа делува и исто така, значи треба да имаат високо ниво на витамин Д. Што значи тоа високо ниво? Сега се испитува многу витаминот Д. Јас кога го правев магистериумот, тоа беше 2000-та, тогаш пред мене една колешка го воведе како метода, јас го сработев исто кај пациентиве, значи тоа беше зародиш од почетокот и тогаш свативме дека е многу важен и веќе почна во сите лаборатории, например, да се работи витаминот Д и да се проверува, затоа што нели не е само за остеопороза, него едноставно и за другите нели функции кои што сега гледате, витаминот Д е важен и за алергии, се открија многу работи, значи за други болести, да речеме и малигни болести и така натаму, али високи дози. Што значи сега тоа високи дози?
Имаме ние ниво, да речеме, и зависи, има две методи, сега во нанограми ќе зборувам, да речеме од 10 до 45 е тој распон. Идеално би било да бидат околу 30-35. Значи, над таа половина да имаме нивоа. Сега што се случува кај нашите пациенти сега, конкретно со цистично. Иако секојдневно они примаат витамини, ви кажав липосолубилни витамини во тие адекс капсули или да речеме други наслови или какви ќе се најдат препарати, кои што заедно се пијат со креоните, значи со панкреасните ензими, за да се ресорбираат, затоа што се липосолубилни, не може да ги свари организмот ако така ги испијат. И тука ние, иако секојдневно се употребува, ние не можеме да ги донесеме над 30. Мислам, не само во Македонија. Значи, целосно зборувам разни студии во цел свет. Али се инсистира да биде на високо ниво и некојаш ние им даваме и ампула да испијат или да се буцнат. Порано ги буцкавме. Кога беа од времето сега, ја пошто зборам за од времето, значи ги буцкавме, интрамускулно им дававме липосолубилни витамини и тоа навистина е ресорбција, затоа што практички овој дел што е со ензимите поврзан го мимоидуваш. Значи го тргаш и шуме мускулно се прима на друг начин. И онда добри. Тоа се сеќавате и ние кога сме биле сега, добро, вие сте помлада, меѓутоа нели ќе не буцне витамин Д или ќе ни дадат нели маслиново да пиеме. И тогаш више си мирен. Значи нема да има рахит, пошто нели рахитот е во зависност од витамин Д. И така да ние се обидуваме да биде повисокото ниво. Значи има докази многу. Ние ги објавивме со колешката, издадовме книга, знаете таа витамин Д и респираторно здравје, која што гледам цела е купена, па се надевам дека е интересна за не таа е за луѓе, мислам за обични луѓе, така некако ја напишавме. Да, не е стручна, мислам има стручни некои податоци, меѓутоа се обидовме да ја направиме како попристапачна, да. И тука се обработени исто 4 поглавја во смисла витамин Д и цистична фиброза, витамин Д со туберкулоза, витамин Д со алергиски ринити, витамин Д со астма. И тоа е многу интересно, многу е поврзано. И се трудиме да бидат високи нивоата. И сега јас што забележав во моите, пошто сум работела со магистериумот, па после 10 години и докторатот, значи имам контролни групи од самите тие мои испитаници, самите тинејџери, значи да ги кажеме адолесценти и тинејџери, имаат нормални, здрави деца зборувам, имаат пониско ниво на витамин Д. Дури ние имаме пониско ниво и од скандинавскиве земи. И сега се поставува ама што се постава прашање, нашите деца веќе не играат надвор. Нашите деца спуштаат ролетни, играат игрици утемно, спијат до пладне, значи не излегуваат на сонце, нема физичка активност. И ние се соочуваме, сите си скривени се. Значи имаме проблем со нашата здрава популација, кажу. Значи со тоа веќе соодветно, нели, сите исто живеат, дали си болен, здрав, нема врска, значи квалитетот на живот е тој, истиот живот. Така да и тоа е една, да речем, забележување, сме објавиле ние трудови на таа тема доста. Така да и сега има треба и повеќе да се говори за ова, да се алармира, да се делува некако. И ние како медиуми, вие како доктори. Да, зборуваме ние, пишуваме, збориме, проверуваме, видете, поготово кога се поврзани со астмата и со ринитот, доста доаѓаат во Козле да се испитуваат. Така да и тоа треба да се направи вака корелација, колешката тоа направи, има голема зависност и така да ние навистина препорачуваме повисоки дози на витамин Д. Каква е улогата на вежбите за исфрлање на слуста? Иако веќе напоменавте дека е многу битна. Видете, тоа е многу важно, затоа што тој секрет, ако остане, не може све да го исфрли, прво тоа да се разбереме, не можеме ние да кашлаш, не можеш све да го исфрлиш. Ама ако остане еден ден, ако остане 2 дена, 3 дена, тој се таложи и се прави како, знаете, како мулј се прави.
Значи имаме пациенти кои што нели се возрастниве кои што значи самиот искашлок е баш како тие мулј, што викам јас. Значи затоа ни инсистираме и затоа има многу апаратчиња за изфрлање. Значи сега да не ги кажувам имињата, меѓутоа има. И тие се скапи, да се разбереме. Значи и тие се скапи, меѓутоа се навистина потребни. И сега тие работи луѓето сами ги купуваат. Значи скапи кој ќе кажам 100 евра, 200, 300, значи се расипува, да, се расипува, па мораш нов да земеш така натаму. Така да сега имам донација од Сдруженијето на пациенти со цистична фиброза, ќе имаме донација за нов апарат за изфрлање на секретот. Веќе сме договорени како што прават во светот, кој што малце поинаку го прави изфрлањето на секретот. Така да се надевам дека може ќе им биде попогодно, па ќе купиме повеќе, да речам сега еден да купиме стартно, па да видиме дали ќе им се допадне, каков ефект ќе има, затоа што е тој нов и на Балканов и во Европа, значи за четоци се имаат година-две, сега да пробаме ние да видиме, во Белград прошлиот месец веќе почна, во Србија, сега да видиме тука. Очекувам, сега се на одмор, нели август. Да, ова е летен период. Да, очекувам септември тоа да го направиме, па да некако да помогнеме, како да кажам, со тоа, и многу е важно да се изфрли. Тоа е многу важно, а тоа е најтешкиот дел, ми се чини, за човек кој што има, нели, таков проблем. Еве и ние кога кашламе многу, кашлаш и ти се уморуваш, па те болат мускули. Нели, мислам, па те боли глава. Самата таа кашлица и искашлување е навистина многу тешко, како да речам, како го доживуваш. Колку им е тешко на нив. Да, а е па многу важно, да речем. Кои се другите клучни аспекти за успешно менаџирање на болест? Еве, покрај изфрлање на слуста, храната, начинот на исхрана е многу битен. Па видете, значи самата болест, реков, хиперкалорична. Значи порано требаше многу масти, значи повеќе масти, затоа што за да се ресорбираат тие овие липосолубилните витамини со протеини. Сега со новава терапија и таа треба да се прима со масти, значи така покалорично. Меѓутоа сега ние со таа нова терапија ни се менува животниот стил на пациентот. Сега веќе не е таа болест. Прво, нели веќе се менува квалитетот на живот, се менува и неговата состојба, ама сега ни се поправаат. И сега, значи веќе се појавуваат како сите ние што имаме болести. Значи, се појавуваат масти, нели, липидиве, па се јавуваат кардиоваскуларни болести, па се јавува гојазност, обезност. Значи, се имаме бенефити во смисла дека нели ќе се изгуби може и диабетот кај овие помалите ако не почнал или да си имат добра, све да им биде како здрав човек. Меѓутоа па сега се појавуваат и сега и сега се учиме на ново. Сега се викаме немојте толку да јадете. Малку намалете се јаде. Знаете, со самата таа нова терапија се доаѓа до една нова состојба, како здрав човек, едноставно. И сега тука тоа многу јадење, а они се научени многу да јадат, пошто сме ги форсирале, јадете и сега тука малку треба се смени мајндсетот и нашиот и нивниот. Ама добро, мислам дека има време, рано, еве, година, дена е веќе таа терапија, само за некој сега почна, така да... Како што рековте, за се треба време. Треба време, да, треба време, самото ќе се покажа, така да, мислам, ќе биде добро. Кои се најголемите проблеми со кои се соочуваат пациентите со цистична фиброза? Каков квалитет на живот имаат овие луѓе? Иако низ разговорот убаво нели објаснивме од минатото па до денеска колку е сето тоа променето, меѓутоа дали уште нешто би додале во однос на тоа, со оглед на тоа што вие сте секој ден во контакт со нив? Како што рековте, едно семејство. Да, видите, има многу проблеми кои што треба да се сработат. Тоа никад never ending story е тоа. Меѓутоа, како од надвор вака да гледаме и враќајќи се од пред 30 години до сега, има огромен напредок. Тие дечиња од тогаш сега се мажи, жени, ви кажав, имаат деца, остануваат бремени, се омажиле, работат и сега има многу значаен напредок. Меѓутоа се уште има проблеми.
Значи, во зависност дали да се финансиски, дали да се, за работа. Ние сите имаме, проблем да се вработат. Ако не се вработиш, не се осеќаш дека допринесаш за општеството. Мислам, прво таков секој сака да си живее, нормален екзистенција во прашање, па после си го тира нормалниот живот. Прво такви проблеми, финансиски проблеми. Има уште работи што треба да се сработат, да кажам. И тука сме да ги поддржиме во секој случај секако. Кажавте дека тие бебиња пред 30 на години се сега веќе возрастни. Некој од нив рековте дека формирале семејство. Може ли пациентите со цистична фиброза да основаат семејство и кои испитувања треба да ги направат пред да се одлучат на тој чекор? Дали во ситуација кога еден родител има цистична фиброза треба да се направи генетско тестирање на партнерот за да се утврди дали е носител на тој мутиран ген? Вие ќе го кажете точно да не го утнам јас. Да. Значи мојот став е тој. Искрено. Кога веќе има, некој знае дека има одредена болест, која што е автозомно рецесивна, независно дали е сега цистична, пошто ја работам и со други болести, нели? Кога веќе треба да има партнер сериозен, со кој што треба да се има потомок, нели, да се има бебе. Мојот совет е да секако се испита генетски. И они знаат, јас им кажувам на моиве, значи да, им ги знаеме, нели, партнерите, се знаеме ние. И викаме, значи, нека оди. Некои прифаќаат, некои не прифаќаат. Значи, може да се направи во смисла кога и случајно да останат бремени, кажуваме, направите амниоцентеза. Значи, има во одреден временски период, се прави амниоцентеза, ама мора да се земе од хорион биопсија, значи не како други што земаме за даун, да речеме, од течност, ова мора да се чепне плодот. И тука сме имале проблеми, знаете, може да се случи после Носи ризик. И се случил тој ризик. И некој не се осмел. И тука ние веќе сме сигурни дали е тоа дете болно или не. И викаме, добро, знаете дека и дали, видите, значи некој сака да се ги роди. И сме имале, знае и ги раѓа, да. Си сака и готово. Сега имаме луѓе кои што, знаат, не сакам да правам тестирање, ако е болно, можете, ме разбирате, значи, избор на родител. Различни луѓе, да, секој си има различни одлуки, ставови, али мојот личен став е да секој си го провери партнерот, тоа е една крв се зема упат од матичен лекар или од интернист, се носи во ману, се испитува за 2 недели, имате резултат и веќе сте на чисто. Ама, како да кажам, значи, јас сум човек што сакам све да е на чисто, ама има луѓе кои што може би не сакаат да знаат. Инаку генетика може да се испита, не е проблем, било кој од нас може да оди да се испита и да се знае. Не мора да имаме болни, нели? Мислам, пошто не знаеме кој од нас носител. Ја не знам, може би јас сум носител. Ја не сум направила генетика. Тој може да се види. Ние имаме неколку панели, порано и сега има панели, тоа како панели одат по 11, па 19, не може ние сите гени да ги испитаме. Во ману, например, не може 2000 мутации да ги испитаме и нема потреба. Има најчести мутации и ние утврдивме, имав јас еден труд, каде што од цела Македонија направивме кои се застапени, кои се најчести мутации што се застапени и во кој регион. И во разни региони, например Исток, Запад, Централна Македонија се различни. Интересно. Значи, да, многу интересно беше и врз основа на тој труд се направи една, да речеме, база кои најчести да ги испитуваат во ману и сега тоа се испитува и ние, мислам, навистина, ако има некој, па се тие најчестите, стално, може некоја вонда има, меѓутоа тие се најчести. Така да може да се сработи. Ако сакаме навистина, имаме многу големо сомневање, не сме добиле некој податок, тогаш ние се слушаме со колешките од ману и им викаме направете секвенционирање. Што значи тоа? Тоа значи да се испита цел тој 7 хромозом, гени, сето тоа да се испита и они кога ќе ни издадат резултат, тоа значи бара многу време и скапо е, меѓутоа кога стварно се сомневаме и викаме и ќе рече да, има некоја нова мутација или некоја од тие поретките мутации или нема. И онда кога ќе речат нема, ние знаеме дека нема и веќе, значи дека тој
да речем, тоа дете или пациента е веќе фри, да речем, Што би нема. рекле вие на чисто сме. На чисто сме, да. И да. тоа е најбитно. И тоа е најбитно, да. За мене е стварно најбитно тоа да се знае што и како и да може, за мене, например, диагноза да се постави е најважно, после тоа ќе се бара чаре, ќе се бара терапија, ќе се бара и посветот и сетото, меѓутоа да се постави диагноза. Знаете за многу болести, пошто еве работев на детска клиника и тука се среќаваш со многу болести, кои што не викаат јас сум тоа, него ги истражуваш, ги гледаш. Тешко е да направиш диагноза, праќаш надвор во светот, имам колеги постари кои што праќаат по ДНК, по ДХ или по чудна. Значи си испраќаат додека ставиш диагноза, меѓутоа кога имаш диагнозата, тогаш веќе ќе бараш и лек, нели? Кога имаш проблем да го решиш. Како велат, проблемот е половина од решението. Јас тоа исто го мислам. Значи многу ми е важно да се најде што е проблемот и кога ќе се знае проблемот, тоа ще може и лоша диагноза да се разбереме, значи меѓутоа па кога знаеш ќе бараш помош, ќе бараш чаре, решение, директно, да. Ние имаме сме направиле еден твининг проект со професори од Кембридж. Веќе 5 години трае тој твининг проект, каде што кога прво дојдоа тука, ги видоа сите пациенти, на лице место ги прегледаа како ги третираме сето тоа, дадоа совети што нешто треба, беа задоволни од нашиот третман, значи дека сме сите тука некаде, нели? И после тоа они пак дојдоа уште еднаш кога си направиме, нели, така. И да видиме во смисла секогаш кога имаме проблем, сега фала Богу ова со Zoom, со вакви многу геолесни, да, и ние имаме состаноци на Zoom или на Skype, не е важно, проблемите ги покажуваме, рентгени, компјутери и така натаму, значи ние комуницираме и многу ни помагаат. Па ако ништо друго, имате со експерти, имате комуникација. Така. Може и нешто ново нема да кажат, ама ќе го споделите мислењето и тоа што го мислите пони ќе кажат да, не и си се потврдуваш. Значи, пошто нема многу луѓе што работат цистична. Значи, тоа е сепак една, да речеме, стварно комплексна болест, сака да се посветиш, сака искуство, сака ангажман, не само така најобичен, да речем, него баш онака да се чита. И тука се особено ценети луѓето како вас кои што имаат толку долго искуство работа на ова поле. Па да, во принцип да, и така да имаме добра комуникација, имаме сега, значи со моево здружение, нашево да речем здружение Македонско педиатриско респираторно, и се направивме симпозиум, дојдоа 14 експерти од нашава средина од Балканот. Со сите тие соработуваме прекрасно. Сите тие имаат некои своји специфични дали испитувања, дали терапии, дали нешто, така да во било кое време, јас сум на Вибер со нив, на телефон, значи ми треба ова, дај оваа информација, што да правиме, како, значи може ли да дојде пациент, може ли да дојде колешка на тренинг, може, значи многу е важна соработката со другите колеги кои што и работат слични проблеми, не мора да е цистично, тие се сите да речеме и пулмолози, кои што ние се среќаваме, на вистина има многу интересни случаи на кои што треба да се решаваат во цистична, се зборувам. Така да токму затоа и се битни овие симпозиуми, конгреси, ваши учества, надвор тука, навистина се за доброто на пациентите. Се за доброто, да, затоа што ќе слушнете, ќе видите некои работи што така, значи не мора се или ние сме имале па не сме знаеле да го дијагностицираме или поинаку го третира па сега ние добиваш идеја, да. Така. И важно е со експерти, нели овие што видите секако Македонија има одреден број, еве кажавме кој е бројката. Значи тие во Кембридж имаат 600 адулти. Значи човеков работи со 600, ние со 60. Сега не може да е исто, нели? Така. И еден пример. Колку е често, значи повеќе пациенти да се има, почести нели проблеми, така натаму, поголемо искуство имаш до решението, до третманот и така. Да. Професорке, свесна сум дека ви истрпев, меѓутоа да треба повторно би го сторила истото. Ви благодарам за вашето гостување и се надам дека ќе имаме можност на оваа тема повторно да говориме во некој од идните подкасти. Ви благодарам. Благодарам и вас на поканата и задоволство ми е во секое време да зборувам. Добре дојдени сте во секое време. Благодарам.